Излегувате на пресконференција и тврдите дека ВМРО, ДПМН и Алфа телевизија се закана за слободата на говор, а само неколку секунди пред таа реченица кажувате дека ќе ги блокирате коментарите на социјалните мрежи кои не ви одговараат. Абе, тимов на Филипче во СДСМ е комедија. И не само тоа, туку сега повторно се закануваат на Алфа и бараат да сме покажале дали документите и визите што ги добивме од свиркачи се фалсификувани или оригинали. И најинтересно, доколку се фалсификат, ќе сме заработеле кривична пријава за објавување на лажни податоци. А доколку биле автентични, тогаш ќе ни следувала пријава за злоупотреба согласно Законот за заштита на личните податоци. Ова е класично однесување на еден прељубник кога е фатен на дело со швалерката. Нема ни збор за прељубата, туку само интерес како го фатиле. Луѓе, практично со оваа пресконференција СДСМ призна дека податоците кои ги објавивме за фамозната златна виза се точни од А до Ш, затоа што воопшто не се занимаваат со нив, туку дали листот хартија што го имаме оригинал, и ако е, како сме се дрзнале да го објавиме. Демек Филипче не знае што му стои во таа виза. Во суштина, тие не демантираат ништо. Не демантираат дека визата е издадена во 2023 година и трае 10 години. Дека е добиена преку само спонзорирање, дека е добил како извршен директор, а не доктор, дека станува збор за фирма во индустријска зона која се занимава со инвестиции, институции и менеджмент. Нема никаков демант за овие информации. Значи не ја спорат содржината, вистинитоста на податоците, туку ги боли како сме дознале. Еве нека излезе Филипче, нека каже што од ова што го наведов е невистинито. Не, тој ќе лови вештерки. Дали сме ги имале оригиналите или копиите, ако се оригинали, зашто сме ги објавиле? Да не беше толку трагично, ќе беше смешно. Филипче целосно се заглави во сопствената кал.